Почитувана пратеник Лолита од Неготино, убаво ова што сето ви го напишале таму од партијата го прочита овдека, сакам да ви кажам една работа. Господја Лолита, проектираниот буџетски дефицит за оваа година во предлог буџетот е 4,9%. Проектираната стапка за економски раст е 4,1%. Што значи тоа? Тоа значи дека буџетскиот дефицит ќе биде поголем од растот на економијата и де факто не само што нема да обезбеди финансиска консолидација на економијата, напротив, ќе предизвика и дополнително зголемување на јавниот долг. Според сите проекции, ако вака ја терате работата како што ја почнавте, јавниот долг на крајот од 2021 година ќе достигне рекордни 67%, бидејќи повторно ќе кажам че ја задолжите државата, а со тоа Република Македонија ќе оди во должничка спирала и тоа е неиздржливо. Кажавте на почетокот, сакате да дискутирате да биде блиско и разбирливо. Сега, за да биде блиско и разбирливо, сакам да ве прашам неколку работи. Имате, рековте, капитални инвестиции има, но скоро и да не гледаме. Ако за капитални инвестиции ги сметате партиските вработувања, тогаш тоа е во ред. Имате пари за привремени вработувања, а немате пари за амандманот кој што го одбивте, амандманот кој што гласеше рехабилитација на регионалниот пат Кавадарци Неготино. Колешке од Неготино треба со овој амандман кој што го предлагав, требаше да се рехабилитира патот од Неготино до влезот на Кавадарци во населбата Глишич. Имате пари за мебел, за купување на мебел, за купување на нови автомобили, а немавте пари за амандманот изградба на регионален пат Кавадарци Долни Дисан. Имавте пари, велите дека за во земјоделието, но немавте сходно, немавте разбирачка да го прифатите амандманот за изградба на систем за наводнување во Брушани, на Тиквешкото езеро во близина на Ресава. Имавте пари за се, но немавте пари да го прифатите предложениот амандман за изградба на систем за наводнување во село Дреново, со што ќе се овозможеше наводнување на 300 хектари или тоа е 3000 декари на територијата на општина Дреново и со тоа ќе се овозможеше и довод на технолошка вода до туристичката населба Голеш на истото тоа Тиквешко езеро. Имавте пари за се, но немавте пари за рехабилитација на сифоните за наводнување на водостопанското предпријатие Тиквешко поле. Почитувана, да си ја завршам само мислата, ако велите дека доаѓате од земјоделски крај, ви велам дека според ова што кажавте за Тиквешијата нема скоро ништо инвестирано. Благодарам. Оваа година се толку задоволни земјоделците, односно лозарите, со тоа што грозјето се откупуваше со 3 до 4 денари, а 1 литар, односно флаша вино од 0,75 е 500 денари. Ете така го разбирате и буџетот на Република Македонија.